Што не излегува на гласање овие локални избори, дали всушност се можеби потенцијалот за следните парламентарни избори, дали со своето неизлегување и нешкртање на ливчето фактички кажаат дека се незадоволни, дека сакат промени? Види, сигурно луѓето што излегува и што го пречкртаа ливчето, тоа е грешка, бидејќи кога ќе пречкрташ ливчето, тоа точно кажуваш ти си незадоволен. Но со самото пречкртување на ливчето ти му овозможуваш на овие криминални структури кои што имаат доволно гласачи секојаш да победат. Значи, ако ние имаме кандидати и имавме во одредени општини, и ако граѓаните гласачите излезат, ние се љутиме, ние сме апатични, ние нема за никого да гласиме, па како ќе промениме ако никој не гласа за демократи? Тогаш пак ќе ни дојдат овие криминални структури. Пак нивните луѓе доаѓаат и цело време не гледаш доаѓаат. Имаат таков систем, тие се здружуваат. Гледаш каква измама на народо направи. Влен, знам, со ДПМН уште 20 други помали партии. Се организираа. Вие, албанците, политичките партии албански, ќе одите таму ќе имате градоначалници. Вамо Максим во Куманово ќе го поддржуваме. Во Скопје овај ќе го поддржуваме. Тие си се организираат толку добро што ние, политичките партии кои што отидовме независно, самите, и граѓански листи, кои што креиравме еден хаос со 150 граѓански листи, пример велам, како ќе ги победиме? Нашите гласови помеѓу нас се расцепкаја. Наместо ние сите да формираме еден блок за промени и да влезиме што повеќе како градоначалници и советници, бидејќи тогаш имаш моќ. А вака овие кои не гледат викат, види овие шо прават, вика. Сега тамам ќе се расцепкат, нема никојаш да не победат, и тоа е точно. И јас колку пати еве повикувам и сега ќе кажам и повикувам дека политички структури, независно, јас порано сум кажал вака за Нефелитака, кој што не се дел од ова голема група на криминални структури, граѓански здруженија, независни листи кои што учествува на избори или не учествува, граѓански здруженија, да се здружиме за промени. Друг спас ни нема, рече. Баш и тоа ми е следното прашање. Например, вашата партија Демократи се медиумски лидер меѓу помалите политички чинители, помалите партии. Дали ќе работите можеби на обединување, вие тоа што го спомнавте, на сите за промени за Македонија? Македонија мора да се промени, како што велите. Сигурно. Види, работиме подолго време, работиме повеќе од 3-4 години. Но за жал не најдуваме на разбирање као одредена група на политички партии кои што еве наводно одат и отидоа и на парламентарните избори 2024 и сега. Тешко оди. Овие граѓански здруженија крај не можеш да му најдеш. Значи, не знам како тие замислуваат дека со еден советник или два ќе успеат да променат системот во својата општина или нешто да направат посебно. Не може. Значи, пак ќе кажам, без здружување, за да направиме квалитетни, коренити промени, не постои. Секогаш ќе не победуваат. Без промена на криминално изборен закон, ние мора да направиме огромен притисок врз владата и собранието да го променат. Со многу точки натре. Кажав ја убаво. И пак ќе кажам. Со една изборна единица, без праг, отворени листи, под еднаква распределба на финансите за учесниците на изборите, под еднаква распределба на по медиумите, билбордите. Не може некој да добие 300 билборди во Скопје, а ние да ни дате еден или два. И се разбира што е најважно, овој законник да гарантира да имаме ние
избори фери демократски, да ги спречиме криминалните избори со тоа што кажа поставување на секое избирачко место камери и други методи што ќе се користат. Друг спас ни нема и ова треба да го запамтат и ова е повик и до партиите, и до граѓанските здруженија, и до граѓаните